Драги гледачи, добар ден, добредовте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс, подкаст за народот. Денес имаме една компетентна личност за туризам, се работи за поранешен директор на своевремено Агенцијата за туризам, сега веќе Министерство за култура и за туризам. Се работи за господинот Љупчо Јаневски. Добар ден и чувствувате се како дома во наше студио. Благодарам, добар ден и благодарам на поканата. Се работи за Агенција за промоција и поддршка на туризмот, а сегашно Министерство за култура и туризам. Најнапред, ви благодарам за ова исправка. Дали ќе одиме на вие, дали на ти, како... Како сакате така? Ајде, ќе одиме еве на вие, пошто како сакате, викам, ајде, не е тоа проблем. Значи, овака, најнапред сакам да ве запрашам, дали младите имаат интерес за да го зачуваат туризмот во Македонија? Како ви се гледа вака работа? Пред се благодарам на прашањето и штенеш благодарам на поканата. Интересна тема. Туризмот генерално гледано е светски економски феномен, но колку е феномен во нашата земја, односно во Македонија, зависи токму од нас. Младите генерации периодично имаат интерес за туризмот, бидејќи до 2019 година и неговиот раст таа економска гранка, односно веќе област, бидејќи опфаќа повеќе од 20 економски гранки кои влијаат врз нејзе, но и влијае позитивно, секако и мултипликативниот ефект на туризмот, мобилизира многу млади луѓе да почнат да се бават со некаква одредена форма на туристичка понуда. Генерално гледаме дека младите луѓе претежно ги сакаат активните или алтернативните форми на туризам, каде што имаме повеќе адреналин, повеќе движење, можности, спорт, рекреација, возбуди, но по одредено време почнуваат и да го изучуваат самиот туризам, бидејќи туризмот е многу покомплексен од тоа од која ќе почнете да загребете, да кажеме, не само во литературата, него и во тоа како се применува и како мотивира. Гледано во токму во Македонија негде приказата за туризмот започнува 2009-2010 година, кога тогашните влади се фокусираа на негов развој. Зошто? Затоа што се покаже како една од економски гранки кои што многу брзо се развива и некаде ако компарираме од 2010-2011 година кога беше 0,2% од GDP, односно од бруто домашниот производ токму во Македонија, негде 2019 година пред самата корона изнесуваше негде околу 4,3%, значи голем раст, а исто така расти во девизниот прилив, но и во големиот број на вработување. Секако младите, ние наша должност да ги мотивираме, да ги заразиме позитивно, нели со економската гранка туризмот, да го изучуваат, но и да го практикуваат, бидејќи сметам дека туризмот доколку сериозно се развива во Македонија, е една од 5 економски столбови на македонската економија, кој што ќе овозможи континуиран раст во наредните 5 до 10 години. Обилно извагање, значи сакам еве како второ прашање, актуелно е деновиве Safe City. Што го велат. Кажете ми, што ќе ни донесе ова, дали е туристичка одлука, можеби или тотално не, дали како гледате вие на село? Веќе втор пат ме прашуваат за слично прашање, пред се во една друга емисија сега. Всушност, ако сакаме ние да профункционира државата и да профункционираат законите, пред се требаме да почнеме сами од себе, односно ние да ги пременуваме. Дали е сега добро да имаме Safe City или не, сметам дека во нашиот менталитет, место да возиме 50 и да тоа да биде поздравено како добра можност за да ни бидат сигурни улиците, е секако да отпочнеме да гаиме сообраќајната култура, ние се трудиме од некаде како да го избегнеме или да имаме апликации со тоа што да можеме повеќе побрзо да возиме. Значи, сепак ние ќе треба да почнеме да се менуваме, а додека истиот систем почне да профункционира, треба да се создадат и услови на возачите, но и на сите учесници во сообраќај рамноправни, па за да можеме понатаму да отпочнеме со него одредена толеранција. Сметам дека системот е добар, секоја промена е добре дојдена, промената секоја започнува од самиот себе си. Ви стигна на вас некоја помена, може? Да, ми стигна едно помена и тоа токму кога влегував, бидејќи патував од Охрид за Скопје, токму во влезот на Скопје кај Сарај. Возев некаде 72-73 на место каде што е ПС, искрено Убаво сте печен за казна. Да, и искрено до тогаш не сум ни знаел дека баш тука треба да се вози ПС на влезот во Скопје, така да следниот пат секако дека повеќе ќе внимавам.
опомена, па и ако е потребно ќе ја платиме казната. Сепак со текот на времето и тоа кога возиме и кога сме активни возачи, понекогаш може да направиме некој одреден прекршок, не сакајки, неумислено, бидејќи полни линии, црвени светла, некои одредени движења на возачите во сообраќајот кои што се животно загрузувачки, воопшто не би сакал да ги коментирам. Така. Еве, како човек ве прашам, зашто вие сепак не сте безбедњак, па да ми говорите за тоа некако стручно, но како човек, дали мислите дека може би потребна е одредена толеранција? Еве, например, на мене ми стигна првиот ден 51. Воза за 51, дали може би треба да има барем 2-3 до 55 линија? Можам да дадам едно искуство. Многу пати сме патувале кон Турција. И во Турција исто така има таков систем, може би не во градовите, туку на одредени автопати, има одредена толеранција. Кога излегувате од самата земја како туриста, на последната контрола ви се зима пасошот, ви се зива сообраќајната дозвола и се гледа дали имате некој одреден прекршок во Република Турција. Доколку го имате, ќе треба да го платите, бидејќи нема да можете да напуштите земјата. Говорете тоа, зборувам за одредена толеранција. Секако дека имаме толеранција и на тоа поле јас би сакал да профункционира системот и да профункционира законот на крајот на криштата во државата, бидејќи ние ќе требаме тоа да го правиме со мали чекови. Денеска тоа ќе биде награди и казни во сообраќајот, утре тоа ќе биде на некое друго место, а на крајот на криштата ние сите се жалиме дека ништо не функционира и не функционира системот во државата. Па од каде ние треба да почнеме? Од самите себе си, кој го работи системот и кој го применува законот, токму ние, па за да знаеме како да го подобриме истиот. Ако истиот закон кој што сме го донеле, не го применуваме, како ќе знаеме дали е добар или не е добар. Така да сметам дека требаме да имаме одреден праг на толеранција. Еве, мислам дека денеска помина една информација дека нема да биде од 1 јануари, туку ќе биде од 1 февруари, ќе имаме можност да вежбаме во 2-3 града во Македонија, понатаму се надам дека ќе биде на ниво на целата држава. Го сметате тоа како толеранција ако не е од 1 јануари, ако од 1 февруари? Во овој случај да. Бидејќи ако имаме стапка на смртност и на сообраќајки стапка на смртност многу голема, ние мораме нешто како општество да направиме тоа да се намали. Ако е тоа, не можеме против тоа. Туристички прашано, еве, алтернативен превоз. Скоро во секој поголем град, метропола, да не речам, има алтернативен превоз. Во Скопје нема. Зошто со години нема? Дали не е потребен, например, може? Вие сте многу помлад од мене и јас бев многу мал кога во градот Скопје имаше референдум за трамвај. Тој референдум за малце не помина, бидејќи тогаш трамвајот се предвидуваше да биде до Влае. Значи воопшто да не биде во Ѓорче Петров и очигледно дека Ѓорче Петров како населба гласаше против и уште една населба кој што во тој момент не беа опфатени со тој превоз. Тоа е 80-тите години од минатиот век. Градот Скопје, ако сакаме да се развива како метропола, бидејќи според мене и покрај тоа што сум роден во Скопје и си го сакам многу, Скопје е обезличено од многу нешта, но почнувајќи од терминот маркетинг урбано или маркетиншко живење или живење во самите градски средини, па гледајќи како урбан туризам, ние ќе треба да бидеме доволно компетентни со останатите и конкурентни со останатите регионални градови. Сметам дека Скопје го изгуби својот жар од 90-тите години, кога беше меѓу трите најдобри места на Балканот за забава и ноќна, но и со содржини во текот на целата година. Ако 2028 година сме европски град на културата, и требаме нешто да споделиме со европските граѓани. Многу пати досега сум кажал дека ние немаме проблем никаков со Европа и со Брисел, бидејќи таму имаме што требаме да исполниме. Туку треба да ги убедиме европските граѓани зошто ние треба да бидеме во нивното друштво. Зошто тие ги даваат во овој момент солидарно нивните даноци ги делат со нас, за ние да се развиваме, да дојдеме до еден степен каде што ќе можеме да пристапиме кон тоа друштво. И многу треба да се запрашаме што ние тоа правиме. Ако сакаме да го направиме Скопје со кое што треба да се гордееме, Скопје кое што ќе привлекува, Скопје кое што ќе треба да привлекува туристи, кое што ќе има сити брейк, кое што нема да биде притрчувано, каде што ќе можеме да преку туризма да споделиме нашата култура, историја, каде што ќе биде добро означен со интерактивни табли, можеби со добри мобилни апликации, со добра дигитализација, со добро уредување, со намалено, да кажеме, загадување или град кој што ќе биде зелен. Тоа многу би сакал да го доживеаме, ќе работиме на тоа. Сепак сметам дека градот Скопје му недостасува многу нешта. Но ние не требаме додека чекаме да отидеме во некое друштво, да стоиме и да мислиме дека некој друг ќе ни ја заврши работа, нашата работа.
Нашата работа ќе се ја завршиме само ние. Никој друг нема да ни дојде да ни искоси тревата, никој друг нема да ни го собере ѓубрето, никој друг нема да ни го полее трвникот, никој друг нема да ни офрба оградата. Тоа се наши врски. Така се гради и патриотизмот, со мали спори чекори. Се сметате вие себе си за зелен во тој поглед? Во тој поглед да, секогаш сум се трудел и се трудам, и сум голем поборник на зелената агенда. Човек кој што години на нас бил во одредена политичка партија, која што единствена зелена партија во Македонија, која што го работела тоа. Токму и мојата докторска дисертација екотуризам и одржливост на дестинации и воопшто не е случајно тоа што сум во туристичката индустрија, бидејќи тоа што требаме да го развиваме се алтернативните форми на туристичка понуда. Можеби во последните 2 години видовме како не треба, барем според некои одредени експерти, луѓе кои што го разбираат туризмот, односно земја во која што треба да уживаме повеќе денове, а не земја која што требаме да претрчаме. Сега во тоа што нудиме, тоа добиваме. Што значи дека треба да понудиме нешто повеќе за да можеме да ги задржиме и да ги заинтересираме туристите да останат повеќе. Тоа дали успеваме или не, можеме во текот на самиот подкаст понатаму ќе чепнеме некој одредено прашање. Спомнавте дека се сметате за зелен во тој поглед, но има нели во Европа хотели дури со зелени звездички со таква работа. Дали сте зелен патувач? Што има и такви луѓе што исклучува во такви хотели и во такви. Секако се трудам повеќе да одам во грин или зелени хотели кои што се категоризирани со зелена звезда или со зелена маркичка. Тие всушност се двата сегменти, како и рурални средини кои што имаат зелен клуч или зелена дестинација. Сега, таа група на луѓе отприлика околу 40 милиони во Европа, која што патува во текот на годината со свој зелен печат, односно возможува, знаејќи дека е поскапо сместувањето и се останато, се труди да биде општествено одговорна и да не ја загадува самата дестинација во која што е како туристи, во која што престојува. Односно, дури се труди да користи и превоз, превоз кој што најмал се загадува. Воопшто им е шкртнат авиопревозот. Не зборуваме за автобуси, бидејќи исто така загадуваат, зборуваме за железници и за железничкиот превоз. Но како ќе се дојде во Македонија најдобро? Секако со железница многу тешка. Со цепелини гледам дека како цепелин како превозно средство не се користи многу оддавна. Ни остануваат са авионите, авионските линии претежно со нискобуџетните компании и одредени редовни линии кои што се од поголеми авиокомпании, кои што јас сметам дека една дестинација се мери со што поголем број редовни линии или бизнис линии. Тие линии ја развиваат самата дестинација. Велите дека во Скопје 80-тите години, ако не се важно спомнавте, дека имало некоја иницијатива референдум за трамвај. Но имало, ама нема. Не се случило. Значи... Токму кажувам дека ние можеби сме назад 40 години и тоа што требаме да го направиме во најбрз временски рок треба не само студија, туку треба веќе да одлучиме како ќе го развиваме и на каков начин ќе го развиваме Скопје. Односно Скопје како концепт. Ако останатите градови имаат веќе туристичко брендирање и генерално живеат во тој дух, како што е Лас Вегас, нели, како што е I Love New York, како што е можеби градот кој што не спие, Белград, еве го кажавте. Скопје има една уникатност која што за жал од големиот катастрофален земјотрес кој што 1963 година и тоа е градот на солидарноста. Колку ние направивме во градот на солидарноста и колку успеавме да ги заштитиме тие монументални градби кои што ни се подарени. Значи голем број на земји ни подариле објекти како што е Драмскиот театар, како што универзалната сала, како што се румунска болница. Значи тие веќе можеме да ги препознаеме во градот Скопје или Скопскиот фестивал кој што беше денови на солидарност и се останата. Скопје треба да пулсира во некој одреден бренд во кој што треба да се развива. Ако успееме во тоа, бидејќи ние преспавме еден сегмент во дигитализацијата и сега ние зборуваме за дигитална трансформација, не се уште немаме дигитализација. Односно, ако знаеме дека голем број на туристи, па и домашни, па и нас, можеби е Mission Impossible или многу мал процентот на таксисти кои што можеме да платиме со картичка во такси превозот. Говориме за туризам. Зборуваме и за туризам кој што е 2023 година донесен на влада како заклучок, каде што Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот како платформа беше донесена и создадена работна група и некако тука застана со крајот на 2023 година. Односно,
ние веќе 2 години тапкаме во место кое зборуваме за дигитализација која што треба да ни се случи. Ние сме можеби во последните, јас сум сигурен во последните 2 до 3 европски земји кои што можеби немаат потреба, ние секако дека имаме потреба од туризам платформа, која што ќе овозможи пред се вистинска слика во туристичката индустрија, точно да видиме кои се целните групи што не посетуваат, што треба, што работат, што бараат, зашто се заинтересирани, што пребаруваат, начин да има возможиме многу лесно да ја пребараат дестинацијата, каде треба да се упатат, што е во радиус од 500 метра, како плаќаат, одредени попусти, да платат паркинг, да земат билети за автобус, да земат билети за театар, да имаат одредени попусти во одредени ресторани. Се тоа се случува и тоа ова не е научна фантастика, туку се случува многу близко до нас. Ако соседна Србија, ако соседна Хрватска, соседна Словенија ги имаат тие алатки, зошто да не ги имаме ние, а во рамките на Отворениот Балкан дури и започнавме една соработка каде што таа алатка која што е туризам или е визиторска енив, тоа е исто, веќе се тестираше, таа ќе ни беше дадена само да адаптираме, значи основата или базата ќе имавме бесплатно. Господин Лјупчо, иако за во понатамошниот дел од нашиот разговор ми беше испанирано околу туризам, но се е така спонтано, така да не е ништо тоа проблем. Би сакал да ве запрашам, легитимно, нормално би прашале луѓе, например, како што велат, после војна сите се војводи, вие, например, бевте директор, зошто не успеавте да направите туризам еден таков? Точно и како што ви кажав, 2023 година по иницијатива на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и по иницијатива на Советот при Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, на владина седница е донесен заклучок за формирање на комисија која што понатаму ќе работи на меѓусекторска, која што ќе работи на формирање и на градење на таа апликација, бидејќи апликацијата е посложен систем кој што овозможува реално 24 часовен мониторинг и добивање информации од статистика од гранични премини, од полиција, од Управа за јавни приходи, од Министерство за финансии, од КАСИС, плаќање, значи зборуваме за систем кој што во одреден момент одредено министерство или одредена агенција или одредена државна служба ќе може да добие одредени информации. Секако нас не се потребни информациите за години на старост за туристите, каде се сместени, колку денови се тука, потоа зошто ја посетуваат самата дестинација, дали е тоа одмор, дали е тоа лекување, дали е тоа присуство на некои конференции или можеби бизнис патување или плежер патување, значи се тоа години на старост, дали се патуваат сами, дали имаат краток престој, дали имаат аранжмани и се останато, се на начин за да создадеме една слика за профилот на туристот од одредена дестинација, за многу полесно да не биде понатаму да го промовираме или многу полесно со какви алатки да му пристапиме на тој во неговата дестинација, да мотивираме што повеќе да не посетат. Значи, тоа воопшто не е непознато. Не е непознато. Дополнително се создаваат алгоритми со кои што понатаму ќе видиме што пребара овој се, па тоа и ќе им го нудиме. Ќе видиме кои се слабите точки во самата дестинација кај нас, па ќе создаваме нови атракции, ќе обучуваме ресторани, ќе работиме на ниво на туристички комори се со цел заеднички да извлечеме што поголем број на средства од Европа и од Светска банка за да можеме да ги примениме и да го зајакнеме туристичкиот сектор. И тоа е еден поголем круг. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот пред се благодарам на прашањето, бидејќи треба да се знае дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е формирана негде 2008-2009 година и токму е формирана за да го намали влијанието на ресорното министерство. Зошто? Бидејќи не е непознато во нашата земја да имаме повеќе професионални агенции кои што ќе ги имплементираат државните стратегии. Министерствата создаваат стратегии и се decision makeri, а додека агенциите и одредени директорати ги имплементираат до најниско ниво. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот имаше токму таа функција, но беше под кабинет на премиер, како уште 2 до 3 други агенции. И природно во ковид кризата се надрасна со своето функционирање, бидејќи презема многу поголем број на активности кои што не беа во незин домен, но ги туркаше преку одлуки на влада и истите ги имплементираше заедно со општините.
во тој момент веќе се созреа можност за формирање на министерство и многу луѓе некако не им е комплементарно култура и туризам, но ќе го објаснам зошто е комплементарно. И голем број на други земји имаат министерства за култура и туризам, но имаат и двојство. Односно еден министер кој што работи само за култура и еден министер кој што работи само за туризам. Или министер и заменик министер, каде што заменикот министер е фокусиран само на туризам. Додека државниот секретар ги спроведува во самото министерство државните политики, национална туристичка организација. Како би функционирало сето тоа со двајца министри во еден во нормални видете во нормални земји функционира, бидејќи ке нив е министер и министер џуниор, но тоа министер џуниор не значи дека е министер кој што е со понизок ранг. Тука е во одредено фокус поле, потоа национална туристичка организација, односно кај нас тоа би било агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, која малце би ги намалила своите ингеренции, но би добила пошироки ингеренции хоризонтално и заедно би работела со локалниот економски развој на ниво на општина, имплементирајќи ги сите можни стратегии, краткорочни и среднорочни планови за реализација на долгорочните стратегии на државно ниво, кои што треба да ги покријат понатамошниот развој на дестинацијата. И ова колку да е комплицирано, е едноставно, бидејќи оваа структура веќе функционира во поголем број на европски земји и светски земји, и токму Македонија покрај тоа што нема море, низ годините покажа дека тоа како може да биде конкурентна на регионалниот и на европскиот пазар кога е туризмот во прашање. Со вашиот речник сега би кажале имавме море. Кога беше Знаете како, бидејќи туризмот не познава граници, познава само дестинација. Дестинациите се шират докаде имаме интерес на луѓето да патуваме, па јас кога зборувам Македонија, јас не зборувам само во границите на Република Македонија. И за мене воопшто не е хендикеп кога ние сме се сложили на некој друго име. И тоа треба да го применуваме. Но има една друга работа. Не треба да се приименуваме и да се негираме ние самите. Ако постои северен дел на Македонија, постои источен, западен, јужен и централен, каде што живеат македонци. Тоа е мојата теза. И таа секогаш ќе остане. Но како туристички работник, туризмот не ги познава границите и кога зборуваме Македонија, кога промовираме, ние едноставно ја го гледаме целиот регион како една дестинација. Зборуваме како балкански регион, бидејќи за некои други далечни пазари, како што е азискиот, јужноамериканскиот пазар, таму не можете да ја понудите само Македонија, бидејќи Македонија не може што да им понуди искуствено како екзотична дестинација за 14 или 21 ден. Бидејќи како што нас не е екзотична дестинација Јужна Америка, за јужноамериканците Европа или Балканот им е екзотична дестинација. И тоа треба да си го знаеме. И 14 и 21 ден генерално во Балканот се доволно време за да биде посетени Македонија 3 до 4 дена и да имаме убави туристи од Јужна Америка, Мексико, Чиле, Аргентина или да ги имаме од Азија, но се зависи во некои други сфери, како што е дипломатијата, бидејќи ние имаме многу строг режим за одредени земји од Азија, секако и за Кина. Верите дека немаме капацитет за повеќе од 3 дена, 4 дена да ги прошетаме низ нашата република? Имаме, Македонија нуди многу нешта. Ако знаеме дека има повеќе од 4000 археолошки локалитети, и ако знаеме дека имаме повеќе од 43 вештачки и природни езера, околу 70% од целата држава ни се благи планини и интересни врвови кои што може да се посетат, не со толку професионалност, но со добра активност и во добра кондиција. Ако имаме 255 винари, ако имаме милиони приказни, добра гастрономија, гастроконцепт кој што треба да го развиваме, сметам 3, 4 или 5 одредени римски градови или претходно имаме прекрасни локалитети, се тоа требаме да го адаптираме за туристички понуди, па дури би кажал дека културата троши, туризмот носи. Само треба културата добро да се промовира и да се стави во функција на туристот кој што треба да ја посети и со негова туристичка валоризација да овозможиме тој турист да биде пречекан од кустос, да му биде се објаснето и за тоа да се плати одредени средства. Значи, туристичката дипломатија како еден концепт, значи многу повеќе само од посета на археолошко место. Со тоа вие ги споделувате вредностите на својата нација. Зошто ние некаде треба да бидеме, што имаме тоа што тие луѓе треба да го посетат, зошто сме ние значени
Што треба да се социализира, што е она што треба да го пробаат, што е она што не го знаеле учениците, сега го научили токму на ова лице место, да ги користиме новите технологии, да користиме 360 виртуални тури, да користиме анимации, бидејќи 3, 4 или 5 камења или одредена ливада со работи кои што се означени и се во ископување, значат само за археолозите. Но за туристот треба да ја знае големата слика, бидејќи ние не сме толку професионалци, но кога ќе ни се каже колку е тоа значено, секако дека сакаме да го посетиме. Но професоре, дали например ни недостасува приказна, еве тоа да се спакува убаво светото, например еве матка имаме ако не се лажам најдлабоката пештера во Европа, трета во светот мислам. Имаме Охрид 365 цркви. Никако како да не знам колку например го имаме. Некако како да ни јас вака како лаик во сето ова, мислам како да ни недостасува приказна, како да не е доволно спакуван продуктот, па како да нема доволно информираност во светот, како да не сме се погрижили доволно за таа тема. Мислите дека може нешто да се веќе допревте многу нешта. Прво кажавте спакуван производ, точно. Ние треба да создаваме домашни туроператори кои што ќе бидат носители на аранжманите. Односно треба да создаваме аранжмани за Македонија кои што треба да биде 5, 7 и 14 денови. И тоа како имаме ние што да им понудиме на дестинацијата, но затоа ни се потребни странски јаки партнери и домашни туроператори кои што знаат се тоа да го сработат, добро да го спакуваат, што повеќе да бидат аранжмани за Македонија поставени во портфолијата на поголемите европски и светски туроператори и се тоа се работи со една државна стратегија, заеднички на среднорочен и на долгорочен период. Би кажал да и со жалење можам да констатирам дека ние изгубивме многу време немајќи стратегија за туризам. Не знам во овој момент дали се подготвува истите, ако се подготвува бил многу среќен. Се надевам дека поголем број на македонски експерти ќе бидат вклучени во низ, секако со странски компетентни личности кои што ќе работат на ова поле, пренесувајќи ги регионалните пред се практики, но да создадеме мерлива стратегија која што по одредено време ќе можеме како да ја мериме и подобруваме, бидејќи туризмот е жив организам. Видовте што се случи 2020 година и колку туризмот беше погоден од короната. Колку е тој осетлив на некои политички движења. Колку е осетив на некои одредени кризи. Колку е овие времења носат неизвестност во негово планирање, но сепак и во кризни времења имаме кризен менеджмент во туристичката индустрија и се тоа треба вод да се менува и прилагодува на состојбата која што се нуди или која што се создава во самото поле на конкурентност и економски движења токму во Европа. Од ВМРО ДПМН велат дека Скопје 2014 е полн погодок во однос на туризмот, дека ни донело многу туристи и многу пари. Од сега само велат дека тоа е кичерај, стиропор, дека ни се посмеваат комшиите. Кој е вашето мислење? За вкусови не се зборува. Не за вкусови, него факти. Дали туристички е добар потег или не? Јас токму имам еден научен труд негде 2014 година, маркетинг урбано. Тоа е еден термин кој што го мери, методолошки го мери развојот на градот и создавањето на услови за подобро инвестирање, за подобро живење, за подигање на цена на квадратот, за поголема конкурентност на самиот град. Сметам дека 2014 како концепт остана во 2014. Што направивме ние после 2014? Дали нашиот гнев го истуривме на тоа што не го одржувавме? Јас би кажал, во ред, тие споменици дали треба да бидат 400 во тој радиус, јас воопшто не би полемизирал. Јас би полемизирал од еден друг аспект, зашто истите не се одржуваат. И сега се поставува едно друго прашање, дали ќе успееме сега? И ние ги менуваме стратегиите, ги менуваме однесувањето на градот каков градоначалник ни дојде. Тоа не треба да се случува, ние требаме долгорочни стратегии. Јас никогаш нема да кажам дека нешто што е направено е лошо. Но би кажал дека е лошо тоа што ако не го одржуваме. За мене градот Скопје е сега лош бидејќи не е одржуван. Секоја промена си носи нешто позитивно и нешто негативно. Можеби за голем број на туристи Скопје како град е убав за живење. Сепак ние требаме да ја пренесеме приказната на градот кој што е повеќе од 2000 години стар. Зар ние низ тие 2000 години немаме паметници што треба да направиме? Имаме, треба да ги посетиме, но тие не треба да ни бидат орудие за меѓуполитичко препукување или истите да ни бидат можеби адут за некое идно преговарање.
Едноставно тие се тука и треба да останат, треба да ги одржуваме и треба да се гордееме. Дури и Алфеловата кула кога се работела и кога се правила имала мал милион на луѓе кои што воопшто не им се допаѓало, бидејќи било од Чили. Па сега е тоа што е. И атракција во Париз без која што ако отидете не можете да не ја посетите. Значи зборуваме или да не зборуваме за визијата за Лас Вегас како град. Има тука многу нешта. Ќе помине одредено време и времето ќе си го покаже своето, а ние како луѓе требаме да работиме. Нас никој не ни е крив ако нашата фонтана во центарот на градот не работи. Да, имаме проблем ако пропадне камион и тоа не го поправиме. Не го санкционираме. Туку сме среќни затоа што тоа не работи, бидејќи мене не ми се допаѓало. Имало случаи така и во сред центарот на градот Токму и за тоа зборувам. Токму и за тоа зборувам. Не смеат нашите фонтани да не бидат исправни, не смеат да не функционираат, не смеат да не бидат исчистени. Тоа е покажува нашата култура и нашата способност. Тоа што можеби наш не смета, бидејќи не ја прифаќаме таа промена, на никој нема да му смета. Исто како што на никој ќе му сметаат камерите, на никој ќе му смета брзите автобуси, можеби утре, на никој ќе му смета сосема нешто друго, бидејќи нема да сака да се смени. Ние патиме од сегментот и од летаргијата, во која што никој не сака да искочи од својата комотна зона, мислејќи дека некој друг нешто ќе му наштети бидејќи не ќе да се менува. Јас велам многу пати не започнува промената со тоа што ќе купиме компјутер. Порано зборувам. После електричната машина за куцење, бидејќи генерации не ни знаат што е. Туку во овој момент кога ќе го вклучиме и ќе го земеме глувчето, да кликнеме два пати да видиме што е тоа. Така и сега. Многу сакаме надвор да одиме да спуштаме апликативни решенија, да купуваме онлайн, да работиме, ама тоа да не се случи токму во нашата дестинација. Тоа се некои одредени парадокси кои што ќе требаме да ги поминеме. Би сакал да се навратиме накусо на превозот, на таа горлива тема што стварно го тишти Скопје. Мислам дека е тотално неорганизиран во тој сегмент. Зошто никој не говори за метро, например? Еве, што мислите вие, метро, толку ли е тоа, не знам, квантна физика, толку ли е неостварливо нешто, толку ли сме... Очигледно не е квантна физика, затоа што го немаме. Можеби јас би започнал со некои други форми. Ние можеме на крајот на криштата, нас не треба меѓународен повик, да ни дојдат меѓународни експерти и ако немаме таква студија многу брзо да ни ја направат и да кажат што треба на градот Скопје. Потоа се тука европските кредитни линии кои што ќе не овозможат, секако други кредитни линии со кои што ќе го направиме тоа и ќе функционира, бидејќи лесна математика и се е со формули. И немаме што тука да мислиме. Јас како граѓани на Скопје едноставно не сакам да возам 50 и сакам да се одморам и сакам да имам јавен превоз кој што ќе биде на гориво кој што нема да загадува. Сакам да имам алтернативен превоз кој што многу брзо ќе ме донесе до центарот на градот или од точка А до точка Б. Еве да кажеме, градот Истанбул како град Истанбул, повторно го спомнувам, го имаме брзиот автобуски превоз. Сега, дали ние ќе жртвуваме одредени жардинери со зеленило? Да, ќе жртвуваме, ама нема да жртвуваме луѓе. Мислите да има посебна лента каде што ќе се движи само автобус? Или, ако сакаме, тогаш можеме да направиме трамвај. Исто така, посебна лента. Едноставно сме отишле низ европските градови, па знаеме. Лента за автобуси, втора лента, едната лента е 30, другата лента е 50. И на 50 метри имате кај што ви пишува доле на асфалтот 50. Над 50 не можете да возите. И тоа е тоа, темпомат имате и чао. Јас така викам, нема. Или знаеш или не знаеш, или е црно или е бело и толку. Таму можеме да се прилагодиме, а овде кога ќе дојдеме можеме да лудуваме, не. Него ќе ги пренесеме тие позитивни практики тука. Потпрашам нешто стручно вака. Јас често пати нема да се реши проблемот со гужвата сигурно, но мене ми е крајно симпатично и мислам дека на Скопје како град ќе му даде посебен дух и ќе заживее на некој начин. Што мислите вие околу Пајтон? Туристите што доаѓаат да има некоја си траса низ градот, да се прошета, да го видат на еден поинаков начин. Дали Скопје како град може тоа да го направи, не од аспект на може, не може, сигурно дека може, него дали духот на градот е за таа работа, например? Се она што ќе му даде дополнителна вредност на градот, секако дека може. Ние имавме и луѓе кои што се сликаа, манекени, ја би ги нарекол.
кои што беа интерактивни и мотивираа луѓе да се сликаат со нив на плоштадот. Многу добро знаете. Имавме и Python. Не знам каде. Имавме и одредени јас ги викам вртелишки. За млади, сега ги немаме. Ги немаме ни младите. Ги немаме ни децата. Луна парк. Дури во почетокот на 90-тите имавме и коњица полициска, која што беше повеќе за сликање отколку за нешто повеќе, но беше атрактивна и убава. Значи се тоа нас не е потребно. Кога ќе влеземе во една земја, првата и основна перцепција за самата земја е човекот кој што ќе не пречека на граничниот премин. А патиштата по кои што возиме, хигиената, градот и неговите можности за превоз и достапност, мобилност и секако полицијата. Тие се работи кои што оставаат впечаток на еден туриста во која дестинација и во каква држава е дојде. Сега, за останатото не би сакал да коментирам. Што мислите околу дигитализацијата? Пред малку ја начнавме таа тема, дали сме доволно дигитализирани? Не сме дигитализирани и како што гледам, освен младите генерации и зен генерациите кои што се трудат да го прават тоа нешто, сметам дека одреден јас има помеѓу генерациите кои што се 50 и плюс, затоа што очигледно заостануваат во тоа и во својата летаргичност не сакаат да се менуваат. Но и зен генерациите немаат каде да го применат тоа. Единствено нешто каде што можеме ние дигитално да кажеме да преку нашиот паметен телефон да плаќаме, тоа се апликациите на банките. Во туристичката индустрија како туристичка индустрија, начнавме. Доаѓа турист во Скопје со автомобил. На каков начин ќе плати паркинг плац? Не може со неговиот број. И уште пак ќе му крене колата и тоа е пак е плюс. Него велиме, не му е достапно. Сака да го направи, тоа не му е достапно. Дополнително сакаме да имаме интерактивни табли, да имаме мапи интерактивни, да имаме мобилни апликации, ништо не е направено. Колку сајтови имаме на одредени хотели каде што се поврзани, да кажеме, генерално со генералниот сајт Macedonian Times, кој што не знам дали се ажурира, бидејќи со престанувањето на работа на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, сметам дека престана некако и промоцијата на државата и се уште министерството се наоѓа лево или десно и се надевам многу брзо време ќе се консолидира и ќе започне, но тоа е континуиран процес, не смееме да имаме гапови. И тоа што треба да го направи градот Скопје е мобилна апликација од типот на Визит Скопје. Тоа што треба да го направиме на ниво на држава е сосема нешто друго. И тоа е вообичаена работа и стандард кога зборуваме за една дестинација. Се што можеме повеќе да дигитализираме и го дадеме на пристапност на туристите домашни и странски, бидејќи сметам дека домашните туристи се одржливост на дестинацијата. Тие лесно не требаме да ги изгубиме, а тоа го покаже и самата корона, бидејќи 2020 година ја спасувавме со домашните туристи. 2021 се отворивме во првиот чекор со регионот, создавајќи зелени зони. 2022 година се потрудивме да комуницираме повеќе со традиционалните пазари, тоа го направивме. Многу беше тешко да водите една агенција за промоција и поддршка на туризмот, кога повеќе се боревме, некој да не ни го смени името на штандот и никогаш не сум дозволил и како директор и како човек и никогаш нема да дозволам во мојата кариера додека сум жив некој да не условува се некоја скратеница, да не ми го исчита целото име, или да не направам брендинг како што сметам дека треба, кој што треба да биде национален брендинг на државата од туристичка гледна точка. Дури ние успеавме некаде 2022 година со Отворениот Балкан да создадеме еден туристички бренд кој што комуницираше во рамките на Отворениот Балкан, истиот понатаму по сите стандарди светски да почнеме да го развиваме на европско ниво. Во овој момент заборавивме се и некако потрупавме, а сакаме да почнеме од ново, ама некако стартот ни е тежок. Дали јас не ве разбрав доволно или малку пред малце кажавте дека не ви смета промената на името, сега велите дека никогаш не би дозволиле. Знаете како? Промената на името е од која ќе се договорите. Ние сме подпишале и треба да си го почитуваме пред се својот подпис. Без разлика ние колку сме гневни. Ама не мора по дома да се нарекуваме самите сега. Така е. Ја никогаш во овој подкаст не кажав ништо друго. Не. Но меѓународно, кога требам да кажам
која ми е државата и која ми е владата, јас морам да го искористам уставното име за кое што сме гласали. Ама никогаш нема да се наречам со некое погредно друго име, бидејќи јас сум македонец. И ние вечера зборуваме и ќе зборуваме со векови натаму македонски јазик. И се останато што се прекрстуваме, Така. се прекрстуваме е сосема друга работа. Доколку одите приватно, например, еве не како владин човек, него приватно на некоја меѓународна конференција, Добро. нешто таква работа. Не сте обврзани да Не се сме обврзани, значи не знам колку луѓе го имаат прочитано тој под наводници проклет преспански договор, а јас сметам дека 99,9% не го прочитале од државата, подобро да го прочитаат и да видат каде и кој треба да го користи кој име. Значи приватниот сектор воопшто нема облигации да го користи името Република Северна Македонија. Тоа не е име на државата. Но секоја институција која што не се финансира од државата, може да си користи името Република Македонија или било кое друго име со кое што нема да ја навреди другата страна. А ние не навредуваме никого. А секако ексклузивитет не можеме да имаме никогаш, нити па било кој не може да има ексклузивитет врз зборот Франција, Англија, така, Македонија, Балкан, тоа се региони, вина од Македонија. Тоа не значи дека немаме ексклузивитет, дека тие вина се од Република Македонија. Вино од Македонија како територија пред балканските војни било многу поголемо. А вината се многу постари од нас. И од нашите држави. Така да имаме ние многу доста што да учиме за дипломатијата и во тоа каде сме орни и што требаме да почитуваме. Ако сме се договориле, ќе го почитуваме, за да можат да не почитуваат и нас. Значи вие не сте едни од тие што велат ќе го сменам, ќе го вратиме името. Никогаш Северна, само Македонија. Тоа е пола администрација што го зборува сега, а сите примаме плата од каде? Ама ајде да почнеме да ги засукаме ракавите и да работиме, а не да бидеме тафтолози и да повторуваме една иста теза. Која што нема да биде, за жал. Може би еден ден ќе бидеме јаки па ќе смениме. Не викам не. Така. Ама до тогаш да станеме јаки требаме да работиме. Можеме ли да заклучиме дека еве според тоа што го збориме цело време, фактички Македонија нема некоја национална стратегија за туризам? Македонија нема национална стратегија за туризам. За жал, националната стратегија за туризам која што беше презентирана некаде 2015-2016 години, во која што според мене и според голем број на други експерти, пред се од научната и стручна фела, не беа доволно вклучен туристичкиот сектор, коморите, коморското работење, како и асоциациите, донесена стратегија која што не беше широко прифатена. Стратегија која што секако го изгуби своето влијание во 2019 година, бидејќи со почетокот на короната во 2020 година ниту една светска стратегија не го предвиди тоа. Но многу дестинации, како и ние, работеа, но работеа многу холистички. Работеа на повеќе теми. Ние работевме на една до две, бидејќи во тој момент немавме стратешки пристап како да го направиме тоа. Токму во тој момент се виде дека ни недостасува министерство, бидејќи агенцијата не можеше се да постигне. И со капацитетите што ги имаше. Сега, таа улога треба да ја преземе Министерството за култура и туризам. Јас секогаш сум бил поборник за министерство и сега, и силно го поддржувам, само сметам дека треба да бидат поставени вистински луѓе на вистински места. Сите светски метрополи се препознатливи по нешто. Еве доколку вие треба да викнете некој си странец да дојде, како би го убедиле, пошто Скопје е препознатливо? Убаво го спомнавте Париз, Ајфеловата кула, не знам, Милано, модата, например Венеција, по водата, така натака. Пошто Скопје би го препознал? Скопје има еден стил кој што се вика брутализам. И тоа можеме да го видиме во блоковите бетон кои што се ставени на одредени објекти, како што се објектите од пошта, како што е Гоце Делчев студентскиот дом, како што е градскиот зид, како што се многу други објекти, библиотеки и се останато. Но тоа е еден правец во кој што се повеќе и повеќе архитекти сакаат да го посетат Скопје, но тоа е само една капка во морето. Ако во ист момент можеме да се качиме на планина која што 1000 метри, нели? Да се симнеме и да уживаме покрај реката Вардар, да посетиме археолошки места без разлика дали сме ги заборавили или не, зборувам генерално,
каде што ќе можеме дури и во градот да уживаме во убаво кафе, бидејќи скопјаните се кафеџии. Голем број на музеи, театарски представи. Да се потрудиме да создадеме градска туристичка организација која што ќе биде достојна за да го представи градот, бидејќи тоа го има градот Скопје под своји ингеренции. И каде што понатаму ќе го само од радиус од 15 на километри, кои што и во атарот на градот Скопје имаме Тумба Маџари. Еве, сте ја посетиле Тумба Маџари? Не. Ама после нашиот разговор. Ама еве го моментот, така кога ние не сме го посетиле тоа. Дополнително да не зборуваме за природно да кажеме музеот за современа уметност, кој што во тоа време бил еден меѓу првите во Европа. Природно Зоолошката не е најстара во Европа. Така, зоолошката градина, најголемата на Балканот. Зборуваме за доста други атракции кои што ги имаме. Да не зборуваме паметникот со старата скопска железничка станица, која што требаме на вистински начин да ја откриеме, да ја валоризираме, да ја дотераме. Дополнително други споменици кои што некако ги претрачуваме низ градот. И тогаш ќе видиме дека градот Скопје тоа како има што. За старата скопска чарчија не ни сакам да зборувам, бидејќи таа сама по себе е душата на градот. Треба да ги оживееме некои други туристички места. И со добра понуда, Скопје може многу брзо да стане, можеби за неколку години, да стане добра сити брек дестинација на Балканот, со умерени цени и со реална понуда. Ако смеам да заклучам, повеќе влечете на кај градбата од природата. Не, бидејќи сметам дека природата прво треба да ја заштитиме. И кога ќе ја заштитиме, тогаш можеме да валоризираме и да поставиме и представиме на таков начин како што треба. Ако знаеме дека повеќе од 100 видови и повеќе на пеперутки имаме во кањонот на Матка, ако знаеме што Матка и со што располага, сепак сметам дека требаме ние доволно да работиме меѓу себе, па да имаме доволно туристички водичи кои што ќе бидат на тој дел на градот Скопје, туристички водичи за екотуризам, туристички водичи за археологија, бидејќи туристичките водичи не можеш наеднаш да положиш и да бидеш туристички водич за се, туку треба да бидеш доволно специализиран. Сметам дека ни е потребна туристичка инспекција, туристичка полиција, се со цел да го заштитиме реалниот сектор од сивата економија, да знаеме кој со што се бави и тоа да го мериме. Исто да ги заштитиме туристите да се чувствуваат пријатно во дестинацијата, а понатаму да развиваме нешто повеќе кое што заеднички ќе го гради имиџот на градот. Ја спомнавте Матка, дека има на 100 пеперутки, јас би додал, од кои 28 се само на Матка. Во светот никаде ги нема. Скопска Црна Гора, водно, еве го Бадаре тука, така Катлановска бања, имаме уште голем број на други, Скопска Црна Гора. Да не зборуваме други локации кои што се во градот Скопје, скриени музеи од 41-45 паметници кои што требаме да ги дотераме. А поминуваме секој ден и секако да се грижиме за својата хигиена преку тоа што нема да го прелиме градот. Најотровниот поскок се наоѓа на Матка. Не другото. Не би сакал да го сретнам. Да го запрашам. Дали нашата држава и недостасуваат можеби настани? Има ли доволно или треба да се досмислат? Треба да се популаризираат, ги имаме, но треба да ги создаваме повеќе регионални. Ако го имаме еден таксират, ако имаме джез фестивалот во градот Скопје, ако имаме Крушево градот на културата или Крушево 10 дена Крушевска република, ако имаме Битолско лето, Скопско лето, Охридско лето, Штипско, Пастармалијади, не знам, Празијади, фестивал нова, фестивал нона, се тоа требаме локално да го подигнеме на едно повисоко ниво, добро да го средиме, да го испромовираме одредени филмски фестивали секако, Манаки, крај езерото и се останато, дополнително исто како Охридско лето, кој што сега веќе треба да знаеме кој ќе настапува следната година за да го промовираме. Нас не остасуваат генерално многу работи. Промоцијата меѓу другото. Пред се треба да ги знаеме, ивентите многу порано и главните звезди, се со цел да можат нашите туроператори да создадат аранжмани и да ги користиме одредените прилики. Ако на некого му се стемни, на нас треба да ни се раздени.
Еве во овој момент немаме никаква понуда за ниту еден град во Македонија кој што ќе гостува и на каков начин ќе биде новогодишната вечер. Тогаш што зборуваме повеќе, сега сме 12. Кој ќе се одлучи на 25 кога ние ќе знаеме? Односно, ние ќе се потрудиме да искочиме надвор да поминеме убаво, а не да привлечеме туристи. Спомнавте околу новогодишната ноќ. Имаше градоначалници кои велеа дека јас ќе заштедам толку пари се заштедува ако не ја го украсам градот, ако нема пејачи, ако си поминеме така поскромно, до градоначалници кои велеа дека убаво е Скопје да изгледа светски, да го украсиме, да донесеме пејачи од странство и така натаму. Кој е вашето мислење околу се ова? Како треба да Тоа не е трошење, тоа е вложување. Бидејќи ако пред 10 години Здравко Чулич беше на концерт во Скопје и сите улици, па пола улица Македонија беше полна од луѓе, тие луѓе по една флаша вода да испијат, знаеме колку е, а да не зборуваме сите капацитети беа полни, светскиот куп кога беше во Скопје. Фудбал, така. И што значи светска звезда која што ќе донесе регионална публика, тогаш можеме да знаеме мултипликативно колку значи. Во градските средини мултипликативниот ефект на туристичката индустрија е за еден денар, најнискиот е 2,3, а највисокиот се множи по 4,3 и можеме да знаеме колку тој ќе влие позитивно или негативно во самата дестинација. Ако ние потрошиме за една светска звезда 100.000 евра, да ја донесеме, така, нели? Истиот тој, иако го наполни плоштадот и наполни хотелите во градот Скопје, мислам дека под неколку милиона евра ќе биде мултиплицирано во градот Скопје. Што значи дека тоа не е трошок, туку е вложување. Дополнително сметам дека градот треба да преземе уште повеќе активности и преку локалниот економски развој и неговото одделение за туризам треба да биде многу поактивно и во промоцијата, и во промотивните материјали, и во создавањето на мобилни апликации, и во дигитализацијата, и во патно означување на атракциите, дополнително туристички водичи кои што треба да работат под градот и кои што треба да волонтираат, секако и и подобрата соработка, како и проекти со кои што ќе овозможи зајакнување и пренесување на светските практики и во гастрономијата, во македонските ресторани, говориме и на градот Скопје и пошироко, и секако тоа да го направи во хотелско-угостителскиот сегмент. Јас веќе сум заборил кога е последната инвестиција во брендиран светски хотел во градот Скопје, за другите градови да не зборуваме, и сметам дека е тоа отприлика пред 10 години. И тоа нели во времето на Скопје 2014. И сега ако се вратиме назад и ако знаеме дека тие брендови се донени тогаш, не е битно кој ги донел и како, ние требаме да си речистиме во нашата глава нешто. Кој ги гради или што се гради? Ако знаеме ние што се гради и да кажеме дека на тоа место никнува хотел кој што ќе вработува 200 или 250 луѓе и ќе донесе светски бренд кој што понатаму ќе го брендираме дестинацијата преку тој бренд и ќе биде познат во регионот и во светот, тогаш зашто да негираме и зашто да бидеме гневни на тоа? Или кој го гради? Ако имаме проблем кој го гради, тогаш е проблемот во нас, не е во инвеститорот. Значи ние многу повеќе треба да работиме и министерството, секако и државата, на привлекување на странски инвестиции во хотелскиот дел, во светски брендови кои што ќе го означат градот Скопје како бизнис центар, бидејќи градот Скопје развива туристичка понуда, секако и туризам во текот на 12 месеци, за разлика од нашето главно туристичко место Охрид и Охридскиот регион, кој што е типично туристичко место и живее неколку месеци. Сега колку ќе успееме ние, колку ќе успееме да развлечеме сезоната, толку повеќе ќе имаме можност да оствариме ноќевање на подолг рок и ќе има поголема одржливост дестинацијата, овозможувајќи им на хотелите, на туристичките работници, луѓето да ги вработуваат не сезонски, туку на многу подолг рок. На тој начин ќе го намалиме ударот и притисокот на човечките ресурси во туристичката индустрија, ќе ги задржиме сите работни места и ќе создадеме нови, јас многу би сакал тоа да бидат зелени работни места. Така. Говориме за недоволно информираност околу настаните што ги имаме, мал милион. Како што спомнавте, ни се случи катастрофа со Олимпијадата. Детската Олимпијада, недоволно информираност на населението, сала не полупразна, него повеќе од полупразна, што е сам по себе
дури тоа беше најмалата работа што можеше да се случи. Труење на деца во хотели, дали може би треба да се одземат звездите на тие хотели, беа деца газени по улица. Дали потврдивме со се во ова? Дали сме спремни ние за да направиме една олимпијада за деца? Замислите си, од тие деца утре ден ќе излезе некој кошаркар во НБА, ќе излезе некој атлетичар во светот, некој познат, ќе се смеат кога ќе се сетат што се било. Би констатирал дека ние изгубивме шанса да се промовираме и да покажеме дека имаме капацитет и зрелост да го организираме тоа. Сметам дека од оваа олимпијада требаме многу да научиме. Дали ќе научиме зависи од нас. Сите тие предизвици, слаби точки ќе требаме за следниот сериозен и голем настан да ги подобриме. Односно, сметам дека немаме потреба да експериментираме. На крајот на криштата, ако немаме доволно луѓе кои што се компетентни на тоа поле, ќе го веземе, ќе ги платиме бидејќи се она другото што се случуваше и што го спомнавте вие е многу за мене повеќе чини отколку луѓето кои што ќе ги платиме. Така. Како дозволивме зошто во Скопје, например, да замре ноќниот живот? Замислете си, не работи чинам ни една дискотека. Зошто? Добро Едно прашање. време бевме градот на проводот. Ајде, ја никогаш не сакам да се враќам назад, бидејќи сметам дека не дека е изгубено време, тоа се убави мемории на секој човек во неговото зрејење и како личност и биолошкиот процес. Секое време си има најубави работи. И ако се враќаме назад, ќе речете професорот е носталгичар, па вели дека тоа време е уште поубаво од ова време и се останато. Сметам дека се ова изгубени генерации затоа што ние сме ги изгубиле некаде помеѓу нашите желби и нашите потреби. Мои генерации кои што се доволно гледни на себе и на системот, па се трудат своите деца да ги изнесат надвор, да учат некои други вредности. Тотално струшени етички и морални вредности во секоја гледна пора на државата. И тоа е одраз од она што се случи во Скопје без ноќен живот. Скопје како град кој што не пулсира, туку град кој што да кажеме, кој што е во континуитет во една клиничка смрт кога е културно забавниот живот. Дали, например, може би оваа година се зголеми бројот на туристи, за ноќевање падна, стагнира, како се движи тоа? Мене ме радува фактот дека имаме се поголем број на авиолинии и поврзаноста на градот Скопје не заостанува од другите центри во регионот. Сепак мораме да признаеме дека ние сме земја со 2 милиона жители и што повеќе се работи на авиолиниите, тоа е многу позначено бидејќи за жал возовите знаеме до каде се обраќаат и колку можат да донесат туристи надвор државата. Автобускиот превоз е таков каков што е, доста стари со остеопороза би рекол, додека се останато што се патува со автомобил може да биде од регионот. Па такви не си туристите. Голем број на туроператори во 2025 година е заобиколија Македонија, традиционално кои што претходно работеа со чартер операции од мај до октомври. Не би сакал да навлегувам свој момент зошто е тоа така, дека сметам дека е поголема филозофија која што требаме да ја сработиме. Очекувам од најавите дека ќе имаме 3,2 милиони патувачи на македонските аеродроми. И тоа е доста добро, но во моментов би кажал дека туризмот се случува во државата и тој не е планиран. И се ова што го имаме е претрчување на дестинацијата, односно квантитет без одреден квалитет во туристичката индустрија и растот кој што во моментот е 4-5% или 6% на странските туристи или 10% вон сезона, не ефектира во бројот на ноќевање кои што се во овој момент, мислам со последните статистики според државниот закон за статистика од 0,9 или 1%. Тоа е на ниво на статистичка грешка и здраво, континуиран раст сме го имали во минатите години. Сметам дека целиот концепт на туристичката индустрија треба поразлично да се гради во државата и тоа како сме печени за една добра, професионална, многу значајна стратегија во туристичката индустрија, но ние веќе изгубивме 2 години во туризмот кој што некако многу тешко ќе ги надокнадиме. Овој подкаст не би бил добар туристички, доколку не ве запраша нормално и за гастрономски план. Како стоиме во тој дел околу храната, нели велат
преку устата влегува здравието и така натака. Дали потврваме или имаме некоја си добра страна тука? Имаме тука многу што да работиме. Имаме сировина, значи познати сме по добрата храна, но како истата ја презентираме, како ја сервираме и колку таа чини, тоа е веќе некоја друга работа. Колку ни се разликуваат менијата во нашите ресторани, колку имаме категоризирани национални ресторани, колку имаме интернационални ресторани, колку имаме ресторани со звезди, колку законски имаме облигација луѓето кои што работат во таа индустрија да имаат посетувани училишта, средни секако и факултети. Тоа е веќе нешто што во кое што требаме да го редуваме и ни е потребно законско подобрување. Многу брзо ќе избледнеме во гастрономијата, многу брзо ќе бидеме претркани и само ќе останеме локална дестинација која што некој ќе се изненади од нашата храна и така ќе ни бидат патеписните репортажи дека има земја на Балканот која што е супер и која што е доволно ефтина и доволно се. Ние не требаме да нудиме ефтин одмор, туку ние треба да нудиме соодветен одмор за средствата кои што се трошат. И никогаш не сум ја коментирал цената, туку секогаш коментирам што добивам како конзумент од тоа, дали ги исполнува моите услови, дали се надминати моите очекувања за цената која што сум го добил за таа храна, за таа послуга, за тоа услуга, за тоа место, за тој бренд и се останато. Имаме многу што да работиме. И во градот Скопје, и во останатите градови имаме убави специјалитети, тие требаме да ги заштитиме. Агенцијата за туризам во 2022 година го издаде првиот гастрономски водич на државата од туристичка гледна точка и низ последните години, да кажем од негде од 2018 до 2023 година, се создаде првата гастрономска мапа, првата туристичка анимирана мапа и се останато, значи некои чекори ги направивме без разлика дали се први, некој тоа требаше да го направи, но се сметам дека понатаму тоа треба да се надградува во континуитет, да се сервира или да се презентира пред генерациите на таков начин како што сакаат да го конзумираат, а ни предстои голема работа кога е туристичко-угостителскиот сектор во прашање, бидејќи според мојот професор, секој менаџер на хотел кој што барем нема 2 до 3 печата во текот на годината надвор од државата на некој советување заостанува многу во овој сектор. Вие бевте директор на Агенцијата за туризам, како што спомнавме на самиот почеток. Веќе година и пол, како е Министерство за култура и за туризам, дали може би напредна нешто оваа институција од ваше време до ден денешен или стагнира? Сметате како агенција или сметате како министерство? Дали агенцијава, како што се направи министерство, сега подобро работи од ваше време или буквално? Јас искрено и покрај тоа што пребарав доста литература и доста на интернет, јас не најдов соодветна анализа зошто е укината Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и кои ќе бидат ефектите со нејзиното претопување во Министерството за култура и туризам, дали тоа значи екипирање на Министерството за култура и туризам, дали тоа значи подобрување на човечките ресурси, дали тоа значи по неговото реконструирање и почнување со работа, да се создаде национална туристичка организација, да се создадат услови за интервенција во системот субвенционирање, негова поголема одржливост, дали можеби голем број на прашања, измени на законот за туристичка дејност, подобро функционирање во destination management организации или имплементирање на одредени заклучоци, бидејќи тоа до овој момент не го видов. Само одредени изјави од типот на дека ќе имаме стратегии за патните правци Е75, дека треба да ги натераме туристите да останат 72 часа во државата и се останато, ние сепак треба да знаеме и да се подсетиме дека ние сме имале традиционални гости кои што во континуитет од Холандија, од Белгија, од UK развиваат 7-дневни аранжмани во Македонија е многу повеќе од 72 часа, додека кружните патувања кои што во овој момент ги имаме само од една дестинација и кои што го надополнуваат празниот простор, од останатите туроператори кои што имаат намалување, а се традиционални, ние требаме многу добро да истражуваме, дополнително да создадеме анализи, да од него да излезат конкурентни
оперативни планови и среднорочни стратешки планирања и покрај тоа што немаме долгорочна стратегија, односно тие те бидат понатаму надградени и втемелени во самата стратегија. Ако знаеме точно каде ни се јаките и слабите страни, кои што се пишани документи во меморијата на Агенцијата за туризам, тоа што е добро треба да се прифати и надгради, тоа што секако треба да се подобрува или генерално да се тргне на страна и да се почне од ново, тоа треба да се направи, но сметам дека се не може да се избрише и се не може да се почне од почеток. Секој подкаст ги почитуваме нашите гледачи, па така и сега ќе прочитаме едно прашање од нашиот гледач Пане Станковски, кој е туристички водич и вели вака: ваше мислење од кои причини Македонија не ги понуди своите национални богатства како геотермалните води, манастирските комплекси, планините како потенцијални извори за приход и унапредување на туристичката понуда преку јавното приватно партнерство? Ако државата нема пари за тоа, би требало да понуди поволни услови за странски инвестиции. Со ова би имале користи и другите стопански гранки во Македонија. Одлично прашање. Сметам дека ни се потребни доста измени. Пред се кога зборуваме за и се осврнуваме на спа центрите и се осврнуваме на термалните извори, сепак треба да знаеме дека треба, за да може да се инвестира, нас не се потребни измени на законот за здравство и дополнување на одредени концесии кои што ќе се користат во туристички сврхи. Значи, ние треба да излеземе од матрицата дека баѓите ни се за луѓе кои што се стари, за луѓе кои што имаат одредени повреди, туку тоа се спа центри во кои што луѓето сакаат да уживаат и нивниот престој треба да биде доволно организиран за да има многу големо влијание во локалниот економски развој, бидејќи концептот на slow food и одредени други концепти кои што можеме да ги видиме некаде од Хрватска нагоре, треба да ги премениме во Македонија, а за тоа да го направиме треба да убедиме домашни инвеститори, но и можеби се повеќе да комуницираме со нашата диаспора, која што според мене сметам дека има можности втората и третата генерација кои што веќе имаат одреден капитал да го вложат во Македонија, бидејќи Македонија во многу нешта преку туристичките развојни зони и преку законите кои што ги имаме овозможува олеснување на инвеститорите. Тоа треба добро да се промовира. Тоа треба сектор кој што ќе функционира и ќе биде во соработка со во овој случај може да кажеме и Сојузот на стопански комори на Македонија има подгрупација за инвестиции на нашата диаспора, која што во периодот кој што е пред нас се повеќе ќе се зајакнува и популаризира со посети одредени роуд-шоуа кои што ќе бидат од страна на самата комора, се со цел да се доближи македонскиот бизнис сектор кон можните инвеститори пред се во регионот, а потоа и во Европа, преку македонските друштва во тие земји, исто така нашите ДКП-а и да се овозможи да се допре до реалните инвеститорите кои што од претходно ги знаеме, кои што се магла и кои што беа типичен PR бидејќи беа платени, туку луѓе кои што вистински ќе сакаат да инвестираат и да донесат нови практики, но и нови технологии во државата. Професоре, со години не од вчера, не од завчера, не од минатата година, значи од прекчера, да. Со години имаме проблем со корупцијата. Добро. Никако не можеме да се справиме со корупцијата во нашата држава Република Македонија. Дали имаме корупција може во туризмот и доколку има постои начин да се сузби? Тука би кажал, ако сакаме да го направиме тоа поле, ќе требаме само да направиме 3 збора. Ако сакаме да ја искорениме корупцијата во администрацијата, би кажал дигитализација. Само 2% од државната администрација не е дигитализирана. Второ, ако зборуваме за приватниот сектор, корупцијата значи во договори во провизија, но не со администрацијата и не со државата, туку бизнес ту бизнес. Значи, кога ќе го имаме бизнес ту бизнес, која ќе сватиме и која ќе ја донесеме нашата администрација на поле и да свати, да биде доволно мала, да биде доволно оперативна и професионална и да разбере дека е платено од даноците на граѓаните и од бизнес секторот, тогаш ќе можеме да вратиме назад. Односно, па еви и во оваа прилика би рекол, со нашата јавна администрација сметам дека со последната плата или К15 некои луѓе ќе треба да се запрашаат зашто се плати.
Да го сублимираме овој подкаст со можеби најважното прашање за вечерва, а тоа е дали Македонија може да се вметне на светската туристичка мапа. Македонија била и ќе биде. Ако сме успеале да преточиме една визија која што на некого му беше можеби за подсмев, дека Македонија може да има над 3 милиона ноќевања, ние тоа го направивме. Ако кажавме дека може Македонија да оствари 500 милиони долари туристички промет, успеавме во 2023 да имаме 598,5 милиони долари туристички промет. Ако некоја одредена бројка на авионски линии во соработка секако со ТАФ и со владата, па и сега, успеваме да славиме отприлика 3,2 милиони патници на македонските аеродроми. Тоа што треба да правиме е да веруваме. Да веруваме едни со други, да градиме мостови, бидејќи ги имаме срушена како нација и како луѓе. Како граѓани на оваа држава. Всушност, државата се сака на многу нешта. Едно од полињата на кои што можеме и не смееме да пропуштиме шансата е туризмот. Да, требаме да работиме. Да, требаме да создаваме нови генерации. Да, Македонија и покрај тоа што застанавме многу брзо, требаме да ја вратиме таму каде што е. Јас не навлегувам кој изгрешил. Јас велам да извлечеме грешки и да продолжиме понатаму со помалце грешки. Тоа што е лесно не е добро, тоа што е добро не е лесно. Очигледно дека сите како луѓе ни е потребна една споделена визија, бидејќи ако на самиот почеток го кажав дека туризмот е многу комплексен и е холистички, и ако така се гледа влијае на повеќе од 20 економски гранки, а според Светската туристичка организација 35.000 луѓе во Македонија директно или индиректно се поврзани со туристичко-угостителскиот сектор, а тоа представува 4,7-4,8% од вкупниот број на вработување. Точно ќе знаеме за што се работи. Тогаш 21 и повеќе економски гранки влијаат врз развој на туризмот, а туризмот е огледалото на државата. Па сега, како и да свртиме, ќе сватиме дека без работа не можеме ништо да направиме, а искрено да ви кажам, и во овој момент каде ни е донесена државата и за тоа ни е потребно да имаме мајстори. Професоре, не ми останува ништо друго, освен да ви се заблагодарам што ни бевте денеска гостин и ви посакам добро здраве и да се видиме повторно. Благодарам многу и комплименти за кошулата. Па. Драги гледачи, тоа беше професорот Љупчо Јаневски, професор на Универзитетот Скопје за туризам, а вие го гледавте најновото издание на Демократски импулс. Доколку ви се допадне ова видео, добро знаете дека треба да притиснете лајк, да го споделите како ви допро што поголем број на луѓе и се гледаме.